А зошто луѓето ја викаат руска црква? Нема врска тоа. Тоа нема врска, тоа некој сака да направи некоја ујдурма што се вика по нашински, меѓутоа детето што го постави камен темелникот е во попотекло од Блатец. Живееше во Скопје, од Скопје отиде да студира во Белград, од Белград го снема. И тетка му живееше во Белград, детето не знаеја каде е. Оно е било најверојатно долу во Грција, во тие манастири, потоа се отишло во Русија. Сега во Русија колку години веќе живееше и има еден збор, мислам нешто, некоја пропаганда ли што е, дека бил исповедник личен на Путин. Сега дали тоа некој го тоа знае, па си го поврзува со Русија, меѓутоа детето си е блачанче, татко му се викаше Кирил, оно му беше Венко името, а свештеничкото име му е Методија и така ќе се вика и црквата Кирил и Методи на татко му името и неговото свештеничко име. Таа црква се гради со љубов, со желба, а не пропагандата руска црква. Инвестира си сигурно нашата црква на Македонија, поднесуваат си ги трошоците, црквата е нешто прекрасно здање што ќе остане за век и векови на православието. А знаете ли кој ја финансира изградбата? Тоа не знам. За жал, само знам дека на него брат има во Скопје, брат му има син што води евиденција по финансијата, мислам. Така сум разбрал, дека братанец од брат му дете, дека е сега он ги зема тие одговорности, преку него најверојатно одат финансии, тоа не знам да кажам, само од зборови знам. Пред околу еден месец имаше и на Радио Кочани повик за одржување некаков собир за руско-македонско пријателство. Дали се одржа тој собир и знаете ли кој повика на таков собир? Тоа е таква пропаганда лажна што некој се обидува нешто, не знам што му е целта. Не знам што ми е целта, или знаат оти блатчани се сплотени, луѓето не попуштат за ништо и верувам дека ќе останеме и понатаму така за се што се прави проблеми во селото, сме здружени, сите сме единствени. Ако треба, што викаме ние, нож до коска по старо. Инаку сите излегуваме од најмало до најголемо, еве јас жените ги организирам, сите одиме на протести. Мојата фамилија цела, зет, ќерка, јас, не се предаваме никој. А какво е расположението меѓу луѓето? Има ли овде луѓе кои што се проруски расположени или прозападно расположени? Политички некако дали сте поделени? Не, нема врска, сите сме си тука православци од век и векови. Од век и векови, мојот татко е веќе 902 година роден, мојот татко, тука е православието од секогаш, никакви проруски, тоа е само пропаганда што нема врска. Тоа сакам да го потенцирам и со сигурност да го кажам. Со сигурност дека нема врска тоа. Еве некој да ве праша за геополитика, за војната во Украина, нешто би знали ни да кажете? Не сакам. Значи, јас за војните не сакам да слушам, зашто сето тоа е уништување на човештвото и на планетата Земја. Сега што се води војната меѓу Иран, меѓу Америка, тие во Русија и Украина, не само животи што загина многу, оние загадија веќе атмосферата, воздухот, со тие бомби, со тие ракети, со тие дронови. Мисли ли некој дека човештвото ќе си го уништиме, планетата ќе ја уништиме?